Ништо не кажавте од процедуралното. Ја сметам дека треба да прекинеме тука со процедурални јавувања и со влетувања на неадекватни изјави од типот не го познавате деловникот, а вие сугерирате на колегата што треба да збори. Ај сега да се разбереме. Вие и ние сме од различни политички опции. Се обидуваме да најдеме некаков си минимум на заеднички јазик околу носењето на ова законско решение. Секој од пратениците присутни во салата знаат дека кога се носи закон по редовна постапка, има процедури кои што треба да поминат. И немојте така да ги понижувате колегите, дека не знаат и само вие знаете подпишаните на законот и да импутирате работи кои што не ги кажале. А слобода на говор на пратеник е да каже што сака. Какви говори сум слушнала јас тука во собрание, кога вие бевте опозиција од оваа страна, па има стенограми, ќе ги читаме, ако сакате. Значи, немојте да имплицирате непознавање на деловник и немојте да ги навредувате останатите колеги. А со тоа го навредувате и председателот на комисијата. Значи, да продолжиме со работа доколку протоколите создаваат услови. Мислам дека 2 часа поминаа. Сметам дека треба да одиме на пауза, а потоа да продолжиме онаму каде што застанавме и да си продолжиме со дебатата. И уште едно нешто важно што мислам дека испуштивме сите да кажеме. Не е само да побараме да викнете, како ги рековте, експерти, не, тоа се политички фигури ставени на институциите, ќе кажам сега што сакам. Јавна расправа. Значи, овој закон е многу важен, закон за работни односи, и кога се носат закони во редовна постапка, многу често и многу добро би било да направиме, председателе, јавна расправа, каде што би ги повикале сите, како што велат, засегнати страни, но не само представниците на институциите, туку и навистина синдикати и сите оние кои што се засегнати по однос на овој закон. Значи, јавната расправа е дел од алатките кои што деловникот на собранието ги предвидува при носење на закони во редовна постапка. И тоа е нешто кое што ние како комисија треба, особено за овој закон, да го направиме. Ви благодарам.